Министерството за финансии ќе може да започне со исплата на субвенции. Ова е конечната одлука која денеска ја донесе Уставниот суд. На денешната седница беа укинати оспорените одредби од изборниот законник и од Законот за спречување на корупција, со што треба да се овозможи исплата на земјоделските субвенции. Одлуката на судот ќе важи од денот на објавување во Службен весник. Од Министерството за финансии вела дека по официјалното објавување на одлуката на Уставен суд во Службен весник, таа стапува на сила и Министерството за финансии ќе пристапи кон исплата на субвенциите согласно динамиката предложена од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството. Според податоците од платежната агенција, досега до Министерството за финансии се испратени подпишани налози во вредност од 50 милиони евра за исплата на субвенции во земјоделството. Министерот за финансии Кирил Миновски на почетокот на неделава изјави дека буџетот е ликвиден и во моментов има доволно средства да започне исплатата на субвенциите за земјоделците. Минатата недела Уставен суд поведе постапка за оценување на уставноста, односно донесе времена мерка за запирање од извршување на оспорените одредби со кои се забрануваше исплата на земјоделски субвенции до формирање на новата влада. Иницијативата до Уставниот суд беше поднесена од земјоделското здружение Агротиквешија, со која се бараше оспорување на членот од изборниот законник, според кој е забранета исплата на субвенции до формирање на нова влада. И покрај времената мерка, согласно деловникот на Уставниот суд, Министерството за финансии се уште немаше законско право да ги исплаќа субвенциите до носење на конечната одлука од страна на Уставниот суд. Од Министерството потенцираат дека ќе постапуваат строго, прецизно и согласно законите.